Груевски е првиот официјален свиркач дојавувач во whistleblower во Македонија. Сега се носи, треба да се донесе таков закон кој би ги заштитувал тие луѓе. Што очекувате, каков закон би требало да има за да луѓе како Груевски бидат поохрабрени, да ги има повеќе можеби луѓе кои ќе откриваат дека се прави штета на јавниот интерес? Во најмала рака закон кој што ќе обезбеди во него да бидат вградени минимум веќе на меѓународно препознаените добри практики и стандарди во оваа сфера, каде што велите како на пример конкретно да се охрабрат луѓето да можат да бидат охрабрени утре да сакаат да искористат можност да пријават. Значи, да имаше закон кога господинот Груевски се охрабри да излезе во јавност. Значи, првин да е тој закон треба јасно да ги дефинира работите. Што е пријавувач или whistleblower и во каква ситуација, во која ситуација може тој да се јави, да ги опфати и јавниот и приватниот сектор, затоа што овде станува збор и за јавно-приватен на одреден начин сектор, значи да не се задржи само на јавната администрација, да биде обезбедена можноста за внатрешно пријавување, внатрешно уредено внатрешно пријавување. Вие ако сакате нешто да пријавите во оваа куќа, да имате точно да знаете на кого можете да му пријавите, па ако при што менаџментот нема да влијае врз тоа. Не само што нема да влијае, но туку ќе биде должен да ви одговори во определено време, да ви каже што преземал и да ви ги направи достапни да ги видите сите материјали во врска со тоа преземање. Ако не можете внатре да пријавите во менаџментот или тука, да пријавите на друго место. Да има можност надвор, ама во повеќе канали, на повеќе места да се пријави, со исто така обврска да ви се даде повратно одговор за тоа што е преземено. Понатамо, ако се утврди дека настанала било каква последица, губење на работно место, последица по семејството, било какви реперкусии по било кој член од семејството или по лицето, да може да се заштити и во судска постапка со можноста за преврлување на обврската за докажување на другото лице. Дека тоа не е така, утврдување на санкции на институциите кои што нема да го возможат ова за што зборуваме, можноста да се пријави внатре, да се пријави, да има уредени канали и така натаму, и утврдување на ретрибуција, односно заштита и враќање на работа, парични надомести и така натаму на лицата кои што претрпеле штета затоа што биле ставени во позиција или биле во улога на пријавувач. Тоа се само минимумот, така да кажам, спорно меѓу власти и опозицијата што не можат да се договорат околу ваков еден закон кој е толку многу едноставно звучи, нели? Многу едноставен и спорно е тоа дека тие не сакаат да возможат транспарентност. Овој закон значи зголемување на транспарентноста и зголемување на одговорноста и прашањето за отчет, за кој што може да биде тоа значи дека има нешто што сакаат да кријат. Значи толку тоа е, за колку и да звучи едноставно, ако некој сака нешто да се окрие и не сака да возможи ова да се случи, тогаш нема да дозволи да се донесе еден ваков закон. Господин Груевски, мислите ли ако има ваков закон дека ќе се охрабрат и други луѓе кои можеби други детали ќе извлечат кои би биле користни за расчистување на аферата Телеком? Од моето искуство не очекувам, затоа што негативно искуството, заштитата е проблем. Заштитата е прават судовите. Судовите не реагираат на добро е да нека се донесе, нека се дециден да биде законот. Дали изложени на притисоци по обзданувањето на тоа што го знаеш? Притисоци имав максимум, ја постојано со тужби сум, уште сум со тужби кај судот, тоа е притисок, како не е притисок. Значи сето тоа бе знаеш што ве тужат? Па ево клевета, сум кажал дека во Телекомот бордот е составен од партиски луѓе. А тоа е факт. Тоа е факт и на судијата му кажувам кој човек од бордот, од која партија. Му кажувам тоа не е спорно. Тоа е јасно. Како можеш да бидеш во бордот Телеком да не си партиски? Уште трае процесот?
Уште трае процесот, уште трае. Значи се тоа не би требало да се случува случува кога доколку, ќе имаме да. ние Тоа викам таков дали еден закон. затоа викам Ќе зависи се од работат овие работи во кратки постапски, значи роковите ќе бидат скратени и обврската за докажување ќе биде префрлена и не треба да има никаква Тоа, штета. кога судството, клучот е судството, по мене судството треба да функционира независно и да има интегритет судијата. Не може тој Апла на мојот случај видов дека судството е комплетно корумпирано. Дури И очекувате дека ќе има пресуда против вас? Па имаше пресуди. Ја бев и за таа клевета од во А1 што е сум кажал и кривично ме гоне. Али Не, тоа сето не треба и не сме да се случува и кога али ќе се после донесе еден таков закон. дојде до Врховниот суд, понесов по заштита на законитост, има една постапка, па во Врховниот суд се најде некој паметен, па го поништи тоа све. Ама и покрај тоа, Телекомот се појавува поново во граѓанска парница да бара оштет. Доволно е само што се случуваат таквите Да, против тоа него е судски постапки. пресија, тоа е невидено нервирање, пази. Тоа неможно е нормално да живееш во тие услови, кога си постојано изложен и на давачки на судот, судот коштат сега. Сте се покајали што излеговте во јавноста? Не сум се покајал. Јас можам да кажам сум се покајал кога Што му ја дававте фактурата на Атила? Не, кога Атила ми понуди, он ми понуди, ми изнесе во ресторан, ми понуди што сакате, буквално вака. Ми вика што сакате да ги среди, да ги смириме работиве. И јас тогаш можев другачие да изиграм, ма не играв, затоа што имав некои принципи такви и така остана. Иначе тогаш може што сакам да добијам исто, али сега дали ќе спиев мирно, прашање ќе беше. Ви благодарам, Слажена Тасева, Симо Граевски, што бевте гости во студиото. Благодариме за поканата.